Разговараме со професор доктор Сашко Кедев, кардиолог и единствен македонец кој ги скачил 14 врвови на 8000 метри на 7 континенти. Добар ден, професор. Добар ден. Ке се излечи ли македонското здравство, доктор Кедев? Летово го отворивте прашањето со непотребни информации, што практично е скандал, дека во некои приватни ординации се вршат непотребни операции на срце. Интерната комисија излезе со свој став минатата недела, соопшти дека 10 пациенти биле непотребно оперирани. Каква разврска очекувате? Најпрво, сметам дека имаме добар развој на настаните, бидејќи ова е еден многу сериозен проблем во македонското здравство и сметам дека сме на добар пат. Како ќе заврши, не можам лично да гарантирам, бидејќи не зависи од мене. Јас стојам за се што сум кажал и тој се потврди од комисијата. Комисијата е составена од, тоа ми дава надеж, значи комисијата е составена од луѓе со интегритет и стручен кредибилитет, што е многу важно. Од една страна. Од друга страна, министерот за здравство има голема поддршка од владата и лично од премиерот да го расчисти ова. Има поддршка во овој процес и гледам дека и министерот е мотивиран да го заврши на еден објективен начин до конечната цел. Значи, конечната цел на сето ова е да се прекине со таа пракса. Значи, на граѓаните да им гарантираме дека нема да се случи на некој да се прави непотребно па и снимање, кое што е поврзано со рентгенско зрачење како компјутерска томографија, кое што не е индицирано кај сите пациенти, посебно во скрининг фазите, значи непотребни снимања, непотребни интервенции како што се стентирања и други типови на интервенции и секако непотребни операции. Јас сум оптимист дека ќе го обезбедиме тоа и на граѓаните ќе им ја вратиме довербата во нашиот здравствен систем, бидејќи и сегашните трендови во светот се дека акцентот треба да биде ставен на примарната превенција. Тоа значи, ако гледаме една пирамидална шема, на најниската база е превенцијата што треба да почне од раното детство. Значи, децата да се едуцираат и воспитуваат во еден здрав животен стил, на здрава исхрана и редовна физичка активност, значи децата. Потоа адолесцентите и возрастните да се едуцираат на исто здрав животен стил, соодветна исхрана, физичка активност и контрола на евентуални ризични фактори што со возраста се доваѓаат, како што е пушењето, што треба да се елиминира, потоа шеќерната болест, дијабетот, покачениот крвен притисок, изголеменото ниво на липиди, холестерол, ЛДЛ холестерол во крвта, значи да се контролираат тие ризични фактори. Понатаму на пирамидата доваѓаат луѓето кои што преживеале некоја компликација, например срцев удар или мозочен удар, и кај нив треба да продолжи така наречена секундарна превенција, бидејќи во моментот имаме многу квалитетни и лекови во овој правец, значи имаме квалитетни лекови за превенција на згручување на крвта, потоа многу квалитетни, би кажал, револуционерни лекови во третманот на дијабет. И на крајот на пирамидата, тоа е официјално објавено, е да се избегнуваат непотребни интервенции. Значи, мора да се избегнуваат непотребни интервенции. Ние го подигнуваме прагот и на индицираност само на снимање. Значи, на инвазивна коронографија треба да одат пациенти кои што се навистина и симптоматични, со многу присутни ризични фактори, и секако пациенти кои што се во состојба на прединфаркт или инфаркт. Тука е бенефитот од нашите интервенции. Бенефитот не е кај најголем дел од пациенти со стабилна коронарна болест. Значи, кај пациенти со стабилна коронарна болест, што немаат симптоми, треба што порестриктивни да бидеме на инвазивните снимања, бидејќи инвазивните снимања, непотребни, чести, регрутираат пациенти кај кои што треба да се прават непотребни интервенции. Јавноста сака да ги знае и имињата на докторите и имињата на болниците каде што се извршувале тие интервенции. Комисијата беше
се огради, кажа не сакаше да соопштува никакви имиња, иако министерот најави дека ќе бидат соопштени. Тоа мислам дека е многу легално барање, значи легитимно е да се знае, ја мислам дека тоа ќе го направат. Така. Ведејќи во таа комисија има представници од сите структури. И фактички Министерството за здравство, бидејќи имаше одредени коментари како министерот си направил комисија. Значи, Министерството за здравство дава дозвола да се работи во некоја приватна ординација, приватна болница, дава дозвола за работа и со самото тоа има обврска да ја контролира работата во тие институции и Министерството за здравство треба да направи комисија според собствена проценка. И тука не треба, мислам, да има влијание на здравствените власти во однос на тоа каква комисија направиле и кого консултирале. Ти имаат право, според мене, и ова комисија нашава што е составена од врвни експерти. Министерот смета дека треба да има и меѓународно, што е исто во ред. Е добро да се презентираат иштите податоци и на таа комисија, пред се за да добијат поголема сигурност пациентите. А потоа ние сите кои што сме во здравството, треба да работиме на тоа да ја зголемиме нашата довера кај пациентите и пациентите да се сигурни кога ќе дојдат кај нас дека ќе добијат негата и препораките што им се базирани на медицина, базирана на докази. Кога се зборува за кардиолошка или кардиохирушка интервенција, каде е границата меѓу оправданата потреба и прекумерната интервенција? Во нашата пракса, во секојдневната пракса, ние работиме најчесто во сива зона. Значи не е бело-црно-бела зона, понекогаш има, значи имаме чист пациент кој што е класично е најдобро да се направи бајпас. Значи ние ги знаеме тие пациенти, тие не се многу. Значи тоа не е многу честа потреба да мора бајпас да се направи. Многу почесто е да се направи перкутана интервенција преку стентирање или балон дилатација. Значи посебно во поново време имаме такви катетри кои што ослободуваат цитостатици и може да ја завршиме процедурата без да ставиме перманентен метален имплант кај пациентот, значи тоа е втората опција. И третата опција е да се остане само на лекови. Според мене, во иднина, се повеќе и повеќе ќе имаме пациенти кај кои што нема да треба да ставаме ниту стентови, ниту балон дилатација, ниту бајпас хирургија. Најголем дел ќе останат на оптимален медикаментозен третман. Најголем дел. Секогаш ќе има пациенти и за операција, и за стентирање, меѓутоа најголем дел од пациентите ќе бидат во тој правец. Тоа се и предвидувањата генерално во медицината, бидејќи ако ја гледаме и светската тенденција, ќе видиме дека степенот на инвазивноста се намалува насекаде. Значи се намалува степенот на инвазивноста и сега во овој процес на одлучување, што ќе правиме? Дали ќе одиме, ќе останеме на лекови, дали ќе се прави стентирање или бајпас операција или кардиохирушка интервенција, тоа треба да го одлучи така наречен hard team или тим на доктори кои што се од неколку специјалности, значи тука е интервентен кардиолог, може да има имиджинг кардиолог кој што ги владае повеќе овие имиджинг техники, анестезиолог и секако кардиоваскуларен хирург. И тој тим треба да одлучи што е најдобро за тој конкретен пациент. Бидејќи ние најчесто во праксата не третираме артерија лева, десна артерија, срцева или циркумфлексна артерија. Значи ние третираме жив човек со сите карактеристики. Хипертоничар, диабетичар, колку годишно имате пациенти на кардиологија? На кардиологија годишно бајпаси на пример. Да, значи на кардиологија во според податоците јас што ги имам, значи ние правиме околу 6000 инвазивни процедури. Тоа значи инвазивно снимање на коронарните артерии или инвазивни интервенции на васкуларните крвни садови, значи околу 6000. Од прилика помеѓу 2000 и 2500 имаме стентирања, значи на пациенти кои што се прави интервенција, понекогаш не мора да биде стентирање, може само со балон дилатација да биде, и од прилика 100 каротидни стентирања. Од прилика тоа е нашиот волумен. Бројот и процентот што ги испраќаме на бајпас варира. Значи сме имале одредена фаза кога сме биле многу порестриктивни, сме праќале многу помалку. Имало фаза во претходните неколку години кога имало експлозија на индикации за операции, значи драстично зголемување,
Мислам дека сега сме стабилизирани, тој процент конкретно не го знам, меѓутоа бар во нашата институција, што е институција клиниката за кардиологија со најголем волумен на работа, ние на дневна основа го контролираме тоа. Дали сметате дека постои системски проблем во начинот на кој приватните здравствени установи ги препорачуваат или одобруваат операциите? Во основа сметам дека мора да се има контрола на процесот. Значи, процесот не може да биде оставен без контрола. И тука контрола, кога кажувам контрола, мислам на од државата? Високо специализирана контрола. Овакви контроли може да прават само интервентен кардиолог и кардиохирург. Тие може да оценат што е правено и не е правено или дали требало или не требало да се прави. Значи, тоа се две категории на доктори кои што може да го контролираат тоа. Тоа значи, Фондот за здравствено осигурување мора да ангажира по свој избор оваква категорија на контрола. Не може Фондот на здравство да се ослонува и да кажува дека надлежен е државно санитарен инспекторат. Значи, таму има доктори кои што не се специализирани во овие работи. Тие не се компетентни да евалуираат дали е требало или не требало да се прави операција. Тие може административно да проверуваат дали има упат, има осигурување, нема осигурување. Тие аспекти може да ги контролираат. Меѓутоа, фондот не може да исплаќа милионски суми во евра на годишно ниво, без да проверува зошто волуменот на операциите е дуплиран или триплиран во изминатите години. Значи, тоа е суштинското прашање. Тоа е едно. И второ, мора да ја контролираме и цената на чинење. Во моментот, да не сгрешам, меѓутоа според моите информации, отприлика помеѓу 6 и 6500 евра кошта, фондот го кошта една операција, байпас операција во приватните болници. Тоа е цената на чинење. Од друга страна, цената што ја покрива за интервенција на кардиологија и на останатите центри што работат низ државата е некаде околу 1000 евра. Значи е 6,5 пати повеќе. Јас бев на TCT конгресот пред 10 дена во Америка и таму се презентираше FAME-3, една голема студија, во која што беа компарирани два начини на лекување на пациенти со повеќе садовна коронарна болест. Едната група третирани со комплексни стентирања, втората група третирани со байпас хирургија. Заклучокот после неколку години следење е дека нема разлика во исходот помеѓу стентирање и байпас хирургија. Единствена разлика е во цената на чинење. Байпас хирургијата е поскапа 30%, значи 30%. Кај нас е 650% или 6,5 пати. Значи тоа, јас се надевам дека од 1 јануари идната година фондот, и ако фондот е инволвиран во ова, значи фондот треба да ги применува овие принципи. Бидејќи во основа во здравството не може да има профит. Значи, здравството не може да биде базирано на профит. Профитот е некомпатибилен со здравство. Таму кај што има профит, нема добро здравство. И после се ова, што би им препорачале на пациентите кои сега сигурно се чувствуваат збунети, дали треба да несигурни се, кога ќе им биде препорачана операција? Мислам дека и тоа полека ќе се реши. Пациентите треба да се имаат доверба во својот доктор. Значи, тоа е многу важно да се изгради доверба помеѓу пациентот и докторот. Тоа е исклучително важно. Пациентите треба да знаат дека суштината е во превенцијата. Не постои интервенција, да кажеме ние, кај стабилен пациент, што сигнификантно ќе му подобри прогнозата. Најголемиот бенефит од нашите интервенции во интервентна кардиологија е кај акутни пациенти, тие што имаат прединфаркт или инфаркт. Значи, тука е бенефитот. Така да нема ништо пропуштено пациентот, ако има стабилна состојба, а не е направено инвазивно ништо. Значи, нема ни потреба да се прави кај сите пациенти, што се стабилни, а да одат на инвазивна процедура. Значи, треба да бидат поспокојни пациентите, да го стават акцентот на режимот. За мене, јас секојдневно се соочувам со тој проблем, доаѓаат пациенти ризични, кои што не сакаат да инвестираат во собствената превенција, не сакаат да прекинат со пушење, не сакаат да ослабат, не сакаат да го намалат внесот на сол.
Бидејќи внесот на сол е сигнификантен ризик и за притисок, и за бубрежни проблеми, значи е еден од најголемите ризици. Пациентите не се спремни да се откажат од тоа, а се спремни да легнат, да се направи интервенција, да добијат стент или додат на бајпас. Суштината, апелирам на пациентите, е да биде на здравиот животен стил. Ако има здрав животен стил и да има соодветен третман со лекови од личниот доктор што го имаат, тогаш шансата за компликација е многу мала. Сте одбиле некогаш пациент за процедура некаква? Како реагираат тогаш пациентите? Не, значи, начелно, многу често ги обесхрабрувам пациентите да одат на непотребни интервенции. И после одат кај друг доктор или? Не одат. Меѓутоа им се отвара една дилема кај пациентите. Посебно кога го отворив овој процес, сега почна повеќе да доаѓаат на второ мислење. Апелирам на тоа, ако на пациентот му се сугерира од релативно стабилна состојба, да оди на драматични и инвазивни процедури, на ризично стентирање, например на главно стебло, на лев меин или повеќе крвни садови да се стентираат, или да оди на одмана операција, да не брза ако е во стабилна состојба. Ако е во акутна, сигурно дека треба да оди, меѓутоа ако е во стабилна состојба, секој да си побара второ мислење. Значи има и друга институција, друг доктор. Пример, ако некој кај нас на кардиологија му препорача да се направи комплицирана процедура со стентирање на 2-3 артерии, не би сугерирал да прифати пациентот. Да си направи уште една консултација, може и на друга институција, пред да прифати ризични постапки. И за крај, каква улога треба да има државата или пак некои независни тела во надзорот и квалитетот и оправданоста на интервенциите во приватниот здравствен сектор? Ќе се ограничам само на кардиоваскуларната медицина, бидејќи овој проблем е поразличен во онкологија, значи на гинекологија и хирургија, друга хирургија. Значи во кардиоваскуларната медицина генерално е прифатен концептот на heart team, значи срцев тим, во кој што се вклучени субспецијалисти од овие области, значи обичен неинвазивен кардиолог, интервентен кардиолог, анестезиолог, кардиохирург или васкуларен хирург, и одлуките би требало да ги носи тој тим во институцијата. Меѓутоа, според мене, пак ќе кажам, е многу важно на национално ниво да се има контрола. Таа контрола треба да ја прави некое тело кое што ќе биде на некој начин заштитник на државниот интерес. Например, Фондот за здравство мора да има такво тело. Тој треба да се го направат тие. Фондот за здравство треба да направи ваков heart team кој што ќе контролира. Бидејќи, ако имате приватно странско осигурување и ви препорачат некаде треба да ви направат абдоминална операција, пример, било која, осигурањето пред да даде дозвола ќе ја прегледат целата документација и тоа ќе ја прегледат соодветни експерти од таа област. Нема шанса некој да ви плати скапа операција, бајпас хирургија или стентирање на каротиди или стентирање на лев меин пред да ја види документацијата. Така да и фондот треба да има таков систем на заштита. Тоа е прво од еден аспект финансиски, меѓутоа за мене поважен е етичкиот момент. Да им се врати етиката на докторите, значи. Ја мислам дека докторите си го имаат тој инстинкт. Тој го развиваме уште во време на студиите. Тука сме на почетокот соочени со Хипократовата заклетва и тоа е нешто што треба само да се навратиме на тоа што го имаме. Го имаме тоа во себе, ама треба да си го повториме. Ќе се вратиме назад на она во себе да го побараме. Ви благодарам за гостувањето, доктор Кедев. Благодарам, више задоволство.